почитувана министарка Тренчевска, почитувана пратеник Мираковска, почитуван градоначалник и особено почитуван господин Тупаров, генерален директор на фабриката Макс тука во Струмица. Убаво е чувството кога ќе се види домашна компанија која вложува максимални напори да биде меѓу најдобрите во Република Северна Македонија. Уште поубаво е чувството кога ќе се видат имплементирани најсовремените светски технологии и стручен кадар во производствениот процес. Денес имав можност да ја посетам компанијата Макс во Струмица и навистина сум импресиониран од нивното работење. Она што посебно ме воодушеви е дека оваа компанија пред 30 години почна да работи само со еден вработен, а денес брои 165 вработени и следи и применува сите најнови стандарди и обезбедува добро платени работни места. Ова е доказ дека кога се има визија за развој, не постојат граници за исполнување на зацртаните цели, но и доказ за успешно менаџирање на бизнисот, посветена и тимска работа. Секако дека и ние како држава со носење на политики во интерес и на граѓаните и на компаниите овозможуваме поволна бизнис клима во земјава. Како проевропска влада ветивме дека ќе ги поддржиме малите и средните претпријатија со директна државна финансиска помош и со низа мерки тоа го правиме на дело. Во услови на тешка економска и енергетска криза промовиравме добро платени работни места, создадовме услови за нови инвестиции и ги враќаме парите кај граѓаните и обезбедуваме ликвидност на компаниите каде што најмногу е потребно, како што тоа е случај и со компанијата Макс. Оваа компанија, речиси за сите 165 вработени, обезбедува континуиран раст на платите, благодарение и на мерката од државата за субвенционирање на придонесите за раст на платите, која ја користи во континуитет веќе неколку години. Компанијата е меѓу првите кои уште пред неколку години инвестираше во фотоволтаици за сопствено производство на електрична енергија, но и сопствени финанси што е навистина за поздравување. Од страна на менаџерскиот тим бев информиран дека постојано ги изголемуваат инвестициите во нови панели и со тоа сега имаат инсталирана моќност од 1350 киловат часови електрична енергија, што во услови на енергетска криза им обезбедува поевтина струја која ја користат за производствениот процес. Оваа позитивна пракса треба да биде поттик и за останатите компании во земјава да го следат примерот и да вложуваат во обновливи извори на енергија за сопствени цели. Законските измени за олеснување на процедурата за поставување фотоволтаици се веќе во сила, со што комплетно е поедноставена и олеснета процедурата. Нема повеќе непотребна бирократија и постапката, која претходно траеше и до еден месец, сега е сведена на само еден ден. Секако крајната цел е сите заеднички да придонесеме за побрза имплементација на трансформацијата кон зелена енергија на Република Северна Македонија и да ја намалиме зависноста од увоз на електрична енергија. А енергетската трансформација во земјата е веќе започната. Инвестициите во енергетиката на кои што сме сериозно посветени, бидејќи се покажаа како клучни во справувањето со кризата на краток рок. Започнува фазата на градба на 100 мегавати сончева електрана во Осломе, како инвестиции кои се пред нас и на кои што се работи се големата фотонапонска електрана Стипион од 400 мегавати со развој на агрикултура од реномираната француска компанија Акуо, понатаму почетокот на подготовките за изградба на голема ветерна електрана Вирови од германската компанија ВПД. Подпишани се и договори за премиум за изградба на 130 мегавати фотонапонски електрани. Во следниот период ќе започне со финална изградба и најголемата електрана во североисточна Македонија, 25 мегаватна централа во Свети Николе. Се очекува до крајот на 2023 година во системот да бидат вклучени помеѓу 200 и 300 мегавати сончеви електрани. А денес, сега во услови на економско-енергетска криза, даваме се од себе никој да не остане сам да се справува со кризата. Само во 2022 година 2 пакети антикризни мерки донесовме со вкупна вредност од 760 милиони евра. Пакети кои според Светската банка е најголемиот пакет за поддршка во регионот наменет за граѓаните, за поддршка и за справување со енергетската криза. Покрај субвенционирањето на струјата со 80% за домаќинствата и за малите потрошувачи, зголемувањето на минималната и просечната плата и пензиите, грижата за најранливите категории на граѓани и пензионерите со државна помош помеѓу 3000 и 6000 денари, обезбедуваме и поевтина струја со цел намалување на цените на основните прехранбени производи и непречено функционирање на виталните институции.
Поевтина струја од 80 евра по мегават час обезбедуваме за компаниите кои вршат производство на основни прехранбени производи. Со оваа одлука цените на основните прехранбени производи, лебот, брашното, млекото и млечните производи, маслото за јадење, месото и живината, пекарски производи, брашно и така натаму, треба да имаат намалени цени според она што го договоривме со стопанските комори. Веќе јавно беше соопштено од производителите на основни производи, со вакви одлуки цените би требало да се намалат за најмалку 10%. Овде во Струмица, но и низ цела држава, основните и средните јавни училишта ќе добијат поевтина електрична енергија по цена од 95 евра за мегават час. Поевтина струја е обезбедена и за јавните предпријатија од областта на водоснабдување и одводување на отпадни води. Тие ќе плаќаат цена од 95 евра за мегават час. Секојдневно го кажувам и овде и во Струмица ќе повторам. Како сериозна влада силно сме фокусирани во една од најтешките зими пред нас, граѓаните да имаат достап на храна, да имаат струја и компаниите да можат непречено да работат. Продолжуваме со помош за секого евроинтеграцијски политики кои не носат стабилност и прогрес, но и подобра иднина за сегашните и за идните генерации. Секако на овој пат не сме сами. Имаме силна поддршка од земјите членки на Европската Унија, а доказ за тоа е најавен грант од 80 милиони евра што Република Северна Македонија ќе го добие од Европската Унија како поддршка на државниот буџет. На менаџментот и на вработените на компанијата Макс им посакувам уште многу успеси во постигнувањето на нивните цели и нови инвестиции со кои ќе ја развиваат компанијата, а со тоа и ќе го поттикнуваат економскиот раст и развој на државата. Компанијата Макс Струмица не е гордост само на Струмица, таа е гордост на цела Северна Македонија, бидејќи нивните производи во најголем дел се наменети за извоз и тие се наоѓаат во продажните места секаде низ Европската Унија. Благодарам.